Гостин во денешното интервју на Нова е Горијан Јовановски, автор на апликацијата Мој воздух, која што придонесе граѓаните на Македонија во секој момент да имаат пристап до податоци за тоа колку е загадена средината во која што живееме. Горијан, би те прашала како дојде до идејата за ваква апликација? Значи, знае дека податоците се достапни уште од 2011, тогаш беа поставени мерните станици, но освен тоа што малце се позборе за нив, луѓето кои заборавија дека дишеме загаден воздух. Така да кога забележав дека податоците се достапни на сајтот на Министерството, решив зошто да не би можело да се представат на еден поинаков и поразбирлив начин кон луѓето за да сватат дека се уште дишеме загаден воздух. Може да ми обясниш како се мери загадувањето? Значи, во Македонија има 17 мерни станици, во главном се распоредени околу Скопје, Тетово, Битола, Велес и други останати градови. И значи секоја мерна станица си мери до 6 различни загадувачи. Некои станици повеќе, некои станици помалку, али во главном скоро сите станици мерат PM10 и PM2,5 честички кои што се најбитните за загадувањето. Според податоците кои што ги имаш од досегашното мерење, кои се константно најзагадените градови во Македонија? Константно најзагаден град прв на листата е секако Тетово, каде што позади него е Кичево, Скопје, Велес и Битола се секогаш на топ листата. Спомна неколку фактори, кои се тие кои што ги користиш и ги сметаш за најголеми загадувачи? Значи, се знае, старите автомобили кои што премногу загадуваат, фабриките кои што немаат соодветни филтри, но барем според мене еден од најголемите загадувачи е неправилното загревање на домовите кај луѓето. Значи, користење на неправилно сочувани дрва кои што се чуваат во лоши услови или свежо исечени дрва од годинава наместо стари и сушени. Луѓе користат градежен шут, луѓе користат пластика за загревање и тоа е страшно многу придонесува до ваквите честички во воздухот. Те изненадија рекордните податоци за загадување над 10 пати над пропишаните европски вредности? За жал не, зашто податоците ги следам веќе година дена од кога почнав со работа на Мој воздух и од почетокот стварно ми беше алармантно и неразбирливо како може толку високо да се податоците, но за жал тоа се претвори во секојдневие каде што многу малце се реагира околу овој страшен проблем кој што гледаме дека другите европски градови го сваќаат сериозно, а ние го гледаме како некоја играчка. Да, сепак во еден наш разговор претходно ти ми кажа дека можеби се работи за грешка кога јас те алармирав дека во периодот кога јас проверив беше рекордно нивото на загаденост. Има ли колкава е веројатноста за грешка во податоците? Тоа многу зависи од мерните станици. Значи, тие се донации од страна на Европската унија поставени во 2011 година и мислам дека Министерството за животна средина е тоа кој што е задолжено да ги одржува. Значи, битно е многу одржувањето на станиците и нивните делови, тоест мерачи кои што мерат различни супстанци. Доколку тоа одржување е константно, тогаш грешката, тоест шансата за грешка е многу помала. А исто така е многу зависно и местоположбата на самата станица, значи каде точно се наоѓа, такви податоци ќе дава. Значи, ти практично ги црпиш податоците од мерните станици на Министерството за животна средина? Така, значи јас немам своји станици, туку тие податоци се црпат од страна на порталот на Министерството за животна средина и се прикажуваат во Мој воздух. Се обиди ли до сега да стапиш во контакт со надлежните во Министерството? Дали се запознаени со тоа? Дали им понуди некаква соработка со цел граѓаните да имаат редовен пристап и на сајтот на Министерството за животна средина, бидејќи баш кога се најалармантни податоците на твојата апликација, сајтот на Министерството не работи? Да, значи бев на состанок со Министерството за животна средина и стварно луѓето таму се окей, се понудија за соработка. Проблемот со непристапност до сајтот е IT инфраструктурата која што е прилично стара таму, бидејќи системот не е нивен. И сега за жал они рекоа дека работат што поскоро тоа да го средат, но со неработењето на сајтот нит луѓето може да се информираат преку него, ниту Мој воздух може да повлече нови податоци и автоматски целата моја апликација нема никакви информации за загадувањето. На последниот протест за загадувањето во декември имаше можност да се обратиш пред граѓаните и кажа дека ти е мило што твојата апликација придонела за да се зголеми екосвеста кај граѓаните. Сметаш дека народот е информиран и дека постои свест во однос на загадувањето? Сметам да. Значи, луѓето ги имаат сега податоците, кои што и така беа достапни, но сега се разбирливи. Сега луѓето знаат што дишат, сега луѓето знаат кои се загадувачите. И мислам, барем според тоа ја што гледам, се навистина свесни дека проблемот го имаме околу нас. Но тука настанува фактот дали се они свесни, дали би се желни да превземат нешто околу тоа загадување, бидејќи не може само да бараме вината кај едни или кај други, туку сите сме заедно во ова и сите мора заедно да пристапиме кон решавање на ваков проблем.
Колку корисници пристапуваат до апликацијата? Имаш конкретен број? Значи, знам дека имаме над 20.000 корисници на Android апликацијата само и на веб има уште 10 до 15.000 корисници кои што доаѓаат или од десктоп или од iPhone апликација. Како се развиваше? Се зголемуваше пристапноста на корисниците постепено? Имаше од старт голема заинтересираност? Како ти се чувствуваше кога гледаш дека си еден вид медиум на граѓаните за токму за загадувањето? Значи, апликацијата на почетокот само некако мои пријатели ја користеа, бидејќи не беше на почетокот воопшто наменета за голема употреба, туку беше како мој личен проект и не очекував стварно дека ќе направи волкав бум и стварно сум задоволен од сето тоа. Секако се гледа дека граѓаните се активираат во зимските периоди кога загадувањето е се поголемо и тогаш има многу повеќе пристапување до податоците, што е и комплетно нормално и разбирливо и мене ми е многу мило што луѓе се информираат преку неа и се надевам дека не само сега што ќе се информираат преку неа, туку ќе решат да постапат некако за да спречат загадување. Сега за жал јас таа полемика ја дискутирав и претходно, значи јас ги разбирам граѓаните зошто не би сакале да ги остават своите автомобили. Значи ќе збориме автомобилите се загадувачи, но луѓе не сакаат да ги остават и тоа има многу голема логика зошто не би го направиле тоа. Кога јас би го оставил својот автомобил и ќе семам да возам точек за да го намалам загадувањето во градот. Проблемот е што никој друг нема да го направи тоа. И јас ќе бидам тој што ќе ги дишам издувните гасови и на крај јас кога ќе завршам во болница, некој ќе ме потапша по рамо и ќе ми рече браво. Но на вистина проблемот тука е дека мора да се превземе од страна на владата или од страна на надлежните мерки да се рече не само ти што нема да возиш кола, туку никој нема да вози кола. Или ќе има пар, не пар, или ќе има каков било режим, каде што сите ќе бидат обврзани и сите заедно ќе придонесеме и тогаш на вистина ќе се смени. Поединечно е многу тешко да се натера некој да превземе акција доколку знае дека никој друг околу него нема да го испоштува тоа. Може да ни објасниш како може еден граѓанин да пристапи до таа апликација? Значи, пристапот до апликацијата може да се направи преку Play Store на Google и на Android уреди. Доколку немате Android уред, moјвоздух.eu е вебсајтот каде што може од кој било десктоп компјутер или друг мобилен уред кој што нема апликацијата да се пристапи и да ги добивате на новите информации за загадувањето. Дали имаш конкретна бројка на рекордно ниво на загаденост од податоците кои што ги покажува твојата апликација? Значи, во Тетово се регистрираат рекордни бројки од 996 микрограми на метар кубен PM10 честички, но таа бројка е многу интересна бидејќи цело време се заглавува сензорот на тоа, не иде над неа. И ми е премногу специфична бројка да речам дека стварно загадувањето цело време доаѓа до тамо и може стварно да испадне дека сензорот не може да поддржи вредности кои што се над тоа и дури може да се деси дека загадувањето во Тетово влезе во 4 цифрени бројки и тоа да не може да се прикаже веќе на сензорите. Значи, може би во моментов Скопје е загадено и над 1500 да речеме PM10 честички на метар кубен, меѓутоа сензорот максимум што покажува е 996, така? Така, значи според документацијата на серверот треба да се провери дали поддржува и дали може да измери над тоа, но цело време податоците ја што ги имам застануваат на таа бројка е премногу специфична да речам дека е навистина така само загадувањето. Моментално си во Македонија на празничен престој, меѓутоа си студент на магистерски студии во Холандија. Може ли да направиш споредба каков е воздухот во Холандија, како се дише тука? Во Холандија дишам со полни плуќа и од таму си собирам воздух за овде кога доаѓам вака празнично. Не, таму значи е многу почист воздухот. Мислам дека Амстердам се смета за еден од главните градови во Европа кој што е најчист и најмалку загаденост има и тоа влијаат многу фактори. Значи самата местоположба на градот каде што има страшни ветришта цело време, го чистат воздухот и не дозволуваат собирање на никакви загадни материи. Автомобилите не се присутни во градот, значи во многу мал број има автомобили, бидејќи целиот транспорт во Амстердам се одвива преку точак и тоа уште така многу помага. Градот е гасифициран, значи луѓе се греат на газ и дури јас како што знам има закон доколку те фата дека чуриш од оџакот, ќе додат и ќе те казнат, така да никакво чурење, никакво загадување не би требало да придонесе некој човек до воздухот. Спомна претходно во еден наш разговор дека граѓаните на Холандија ја тужиле владата за токму за загадувањето. Може да ни раскажеш малку повеќе за тоа? Значи, колку што сум информиран, имаше тужба баш од страна на граѓанска група кон владата во Холандија дека не превземале доволно околу CO2 емисиите и околу стаклениот газ. И знам дека тие тужеа баш владата и зачудувачки победија во тој спор и владата беше приморана од страна на судовите да превземе се поголеми акции, се поголеми трудови околу тоа да се спречат тие CO2 емисии. Имаш ли предлог до надлежните како да се намали загадувањето? Значи, мој предлог кон надлежните, како што и кажав на самиот протест, луѓе
кои што неправилно се греат во домовите се едни од главните загадувачи. Значи мора да им се овозможи на тие луѓе полесен пристап до парно грејење, до парна инфраструктура. Значи наместо да се накачуваат цените на парното, тие треба да се намалат и да се направат попристапни. Пред да се започне гасификација, ајде да речеме тоа е голем проект, али да се намалат цените, да се направи таа инфраструктура достапна до што повеќе луѓе, не само во Скопје, туку и во другите градови. А понатаму нормално мора да пристапат фабриките, не може да се дозволи само да вртиме слепо око на нив, дека тие загадуваат, вклучувајќи Југохром. Сега ќе се изгаси на 31 и ќе видиме дали навистина Југохром игра голема улога и доколку игра ќе мора да се натера да сите тие фабрики бидат поставени соодветни филтри на нив. Значи барем од таа страна тие може да делуваат веднаш и не знам зошто тоа цело време се одлага.